Зошто е важно спроведувањето на еден таков проект за познавање и мотивирање на локалното население, но и компании да се запознаваат со собирањето на шумските плодови и кои може да бидат ефектите од нив? Ако нема интерес на локално ниво, нема да имаме нити заштита на биодиверзитетот, нити производи со додадена вредност, што велиме, што се гарантирано со нивното потекло и со нивната специфичен квалитет. Вие знаете, од Струмица сте, струмичка боровинка, сок немате, нели? Целиот е увезен или од некое друго потекло. Немате нити еден куп од производи што се традиционални за ова поднеби. Ние настојуваме да го потикнеме интересот кај локалното население, кај локалните институции и организации, за да може да го искористат потенцијалот што го имаат во раце. Се она за што се зборело порано, дека имаме огромен потенцијал, како тоа да го организираме за еден прав настап, за економски развој, тоа е суштината на овој проект. Беласица знаеме какво богатство крие. Меѓутоа, целото богатство од Беласица со години уназад оди некаде анонимно низ светот. Ништо немаме од тоа традиционалното овде, за да докажеме дека нашето е подобро од некое увезено. Дали тоа значи дека може да се поттикнат да се брендираат производи кои што потекнуваат од ова поднебе од Беласица и каков е фидбекот, реакциите што ги добивате од граѓаните со кои комуницирате? Токму тоа е и проектот. Значи, имаме, проектот носи скратено име Заштита на биодиверзитетот и економски развој на регионот на Беласица. Што значи тоа заштита на биодиверзитетот? Ние викаме дека за да си ги заштитиме ресурсите, немаме доволно контролори или, да кажеме, органи за заштита, колку што имаме локално население кое треба да има интерес самото да си го заштити својот ресурс. Тоа може да екзистира од него. Брендирањето е алатка со која фактички ќе додадеме дополнителна вредност во локалниот производ, за да може да биде конкурентен на сите други производи што се наоѓаат во трговијата. Она што велиме идентитетот е битен, што треба да го потврди и квалитетот и потеклото, е фактички проектот кој ќе овозможи и хоризонтално и вертикално организирање на сите чинители со своето учество да го створат тој производ, односно да искористат својата можност. Знаеме дека Струмичкиот регион изобилува со многу традиционално познати производи, меѓутоа тој традиционален производ го нема спакувано, го нема брендирано, го нема заштитено. Она што велиме, ние одиме со еден мал сегмент за другите шумски производи, нели земјоделските се многу повеќе, меѓутоа примерот е битен за да може да дадеме потик на локалните економии да ја сватат важноста на тоа богатство што го имаат во својот регион.